Како театарска куќа се соочивме со еден голем предизвик да се постави на нашата сцена еден познат текст и за секој актер, режисер е предизвик да се игра во една Глембаеви од Мирослав Крлежа. Тука е режисерот Бранко Брезовец, кој што навистина ни е чест што по втор пат иди во нашиот театар да режира представа. Морам да кажам дека овој проект е трет поред оваа година кој што е финансиран од Министерството за култура и официјално ми е многу драго што ја започнуваме сезоната 2019-2020 со овој проект. Морам да напоменам дека аплицирано беше во Министерството за култура дека станува збор за една копродукцијска представа заедно со Еврокас од Загреб, а таа премиера копродукцијска ќе имаме на 7 октомври, но ќе имаме уште еден прес. Навистина е големо задоволството кога ќе се успее со буџетски средства за една представа да се направат две премиери, кои што едната ќе се игра постојано на репертоарот на театарот, а другата е копродукцијска. Ќе направиме обиди и таа да биде што почесто на репертоарот, затоа што театарската публика навистина заслужува да ја погледне и таа представа. Su toliko na neki način povišene, to nije realistička faktura, to je sve onako gotovo na razini neke antičke tragedije, to treba moći igrati. Ne, zbilja je velim, izuzetna ekipa sa kojom sam radio, postoji samo 8 glumaca ovdje, jel, koji to igraju, ali svi se vrlo zahtjevno uhvatili i praktički u mjesec i pol dana uspjeli napraviti ono što ja ne vjerujem da bi uspjeli napraviti u Hrvatskoj kad ne bi bilo, naime kad bi bilo ili kad ne bi bilo Severine. Ne? Mi danas imamo problema ko bi mogao igrati Barunicu Castellija, čovjek koji je igrao glumac Galijano Pahor iz Rijeke koji je igrao to je umro od raka odmah neposredno, to bi bila zadnja uloga u životu. Ja se nisam usudio to obnavljati zato što jednostavno nisam osjećao da u Hrvatskoj to neko može uopće igrati. Ne samo što ne može igrati Barunicu, nego ne može igrati niti Glembaja. Leone i ja smo imali. Ovdje smo se usudili da sa ovim ansamblom u to možemo krenuti. Ansambl je na to odgovorio na jedan fascinantan način. Sad, da ne izgleda da pretjerano hvalim, uvijek se na pres konferencijama pretjerano hvali glumce i odlična suradnja, ali doista vidjet ćete da to je nešto što služi na čast ne samo teatru i kako da kažem i koncentraciji toga teatra, produkcijskim situacijama toga teatra, nego doista mislim da to sve se nalazi na jednom nevjerovatno, ja se usuđujem reći, evropskom nivou. Мислам дека работевме поштено, целата екипа, без замерки, без честно, со разбирање. А околу представата за темата да зборувам за денешните олигарси дека се поврзани со тогашните, само кажавме сега дека сегашните се без воопшто, без никаква култура, без манири, без само парата ја гледа и да се оддела од сиромаштијата. Полагав приемен со монолог на Леоне Глембај и од тогаш до пред неколку месеци се немав среднато во мојава некоја актерска кариера со Крлежа Глембаеви, а од секогаш овој лик ми бил во моите топ 3, топ 4 ликови што сакам да ги изиграм во животот. Овој момент дојде како кец на десетка, најдобриот режисер според мене, јас кој што имам сега работена со него, најдобриот познавач за Крлежа Глембаеви дојде тука во вистинско време, на вистинско место и ми овозможи мене да работам на мојата улога од соништата толку длабоко, што ни самиот не сум бил свесен дека во мене има толку материјал, благодарение на Бранко, го изведе најдоброто од мене. Нема многу да говорам околу Бароницата, ве поканувам да дојдете да погледнете за што станува збор. Нема да ја раскажувам или прераскажуваме приказната за Глембаеви. Секако дека секој кој ќе чуе дека сме ја поставиле Глембаеви ја има прочитано таа книга, но верувајте ми ќе видите нешто друго поинакво. Ја сватите дека сте читале нешто друго.
а ќе гледате нешто сосема поинакво. Само сакам да напоменам за соработката, накратко. Сите го имаме истото чувство, кога некој ќе пробуди некаков поинаков погон во самиот актер, и кога ќе се загубите во тој процес, загубите во позитивна смисла на зборот, и кога некој ќе успее да освести нешто што несвесно го поседувате или го имате, или пак воопшто не сте ни знаеле дека можете да произведете, ако можам тој збор да го потребам, за да создадете една полнокрвна улога. Бескрајна благодарност до Бранко